според легендата ова е влезот во подземниот град Велес. Здраво живо, јас сум Димче, добре дојдовте во уште едно моје видео. Овој пат ве носам да истражиме легендата за подземниот град, односно во близината на Велес или под стариот град Велес, некаде зад мене, во овие карпи, постои влез за подземен град, кој што го користеле нашите предци за да се засолнат од непријатели, елементарни непогоди и слично. Имено, легендата кажува дека овие зад мене карпи се шупливи и дека во нив постојат простории или цел еден мал град кој што може да собере или заштити многу луѓе. Ајде одиме да истражиме, да го најдеме влезот и се надевам и самиот подземен град. Ова е карпата, каде што во подножјето се наоѓа излезот од тие подземни тунели или излезот од тој подземен град. Еден од излезите. Легендата е дека целата клисура е шуплива. Влезот е горе, каде што сега има мала црквичка Света Недела и луѓето раскажуваат дека токму со изградбата на црквата го зациментирале влезот. Еден од влезовите. Горе на врвот од овие карпи исто така се наоѓа и стариот град Велес, односно Калето. Па така логично е и подземниот град да се наоѓа токму тука и токму во него да наоѓале прибежиште старите наши. Се наоѓам на влезот од што би требало да биде подземниот град Велес, односно се наоѓам на излезот. Наводно влезот е горе на врвот од карпата и оди низ сите овие карпи и има и многу простори и има легенда дека кога едно време горе на врвот живееле монаси, постои мала црквичка сега, се вика Света Недела, ќе волам да ви покажам и таа црквичка. И кога таму живееле монаси и често се случувало тие да чуваат живина или кокошки и тие кокошки некако од врвот испаѓале доле покрај реката и се враќале повторно горе сами, што е еден доказ дека има премини низ овие карпи, односно дека овие ходници се протегаат со километри внатре во пештерата, се верува дека има и дури и простории цели, кои што ги користеле како магацини. Па да одиме малку да го истражиме овој влез и да видиме дали ќе успееме да го најдеме подземниот град. Ево ова е влезот. А ова е од кај што дојдов.
Пештерата продолжува натаму. И точно е тоа, пештерата оди нагоре. Како што гледате, пештерата оди нагоре. Значи дојдовме до место каде што не можеме веќе да продолжиме понатаму, меѓутоа е јасно дека тука имало премин, односно ја пак ќе ви покажам. Ова зад мене е тунелот кој што води нагоре во Карпата и точни се гласините дека тука имало премин, односно легендата, во која што од тука се одело се до горе до врвот на планината. Ајде одиме сега да се качиме горе и да видиме дали ќе го најдеме влезот од горната страна. За жал тука дојдовме до ќорсокак, односно до место каде што тунелот е многу стрмен и тесен, па не можеме да продолжиме понатаму. Нареден пат со поубава опрема ќе пробаме да го пронајдеме и да влеземе во подземниот град Велес. Еве, полека одиме некај црквичката горе, односно таму од каде што треба да биде влезот во подземниот град, па да видиме што има горе. Еве сум се качив горе, за жал горе не успеав да го најдам влезот во тој подземен град. Останува за нареден пат, секако тој до сега е затрупан, затоа што се раскажуваат многу легенди за него и сигурно е попаметно да остане така скриен и затворен, се додека не дојде време да се открие. А ви благодарам што бевте со мене во уште едно мое видео. Се гледаме во некое мое наредно видео или низ нашата убава Македонија. Поздрав и секое добро!